бомбонjera и 100 грама кафе, ќе завршиш многу поише работа него со административна пријава и поштанска марка. Зашто не ни тргнува да направиме подобри политики ако веќе за се е крива политиката? Ние сме општество кое е тотално свесно колку политиката длабоко пенетрира у секојдневието, дека од прилика све зависи од политика. Истовремено имаме еден зид кон она што е политичко делување, покажуваме одредена доза дури на одвратност кон тоа. Нели леле политика, политичари, тоа е гадно, истовремено сме соучесници у системот кој таа политика го креира. Река од привидини с твоите цветни долини, велеслаломни с твоите поземни. Кажи ми која е последната убава вест што си ја слушнала? Дека ќе станам тетка. И оваа недела разговараме со вас. Овој пат одлучивме да дојдеме на Black Friday во Eastgate Mall, каде што веруваме дека ќе има огромни гужви, затоа што има и соодветни попусти. Сега, од каде оваа попуст манија дојде кај нас? Може би дел од вас знаат, но за оние што не знаат, Black Friday е првиот петок по Thanksgiving, односно денот на благодарноста во Америка. Кога во светот почнуваат божикните попусти, како најава за божикните празници, кога луѓето би купувале подароци. Ајде да видиме што се случува кај нас. Треба, може кратко прашање ви поставиме? Може, течно. Тоа го врти светот. Што го врти светот? Економијата во најголем дел, и многу други работи, вредности. Моментално динамиката е во технологијата, дигиталните слои. Се. I don't know. Што го врти светот? Да. Парите. Парите. Децата. И за мене. Здравието. Кажете ми, која е последна добра среќна вест што сте ја слушнале? Што ви израдувала? Може би да и приватна и на вести. Изградба воопшто на инфраструктурата. Последната што се сеќам прво што би текни сега, ке тоа кога положи. Тега ќе полагам за кола. Последна добра вест. Да, уба. Па нема нешто. My sister is pregnant. Дека ќе станам тетка. Што знам? Па ете, мој пријател му се роди синче, тоа подруго нема. Концертот на Deep Purple во Скопје. Уј, мене тоа ме израдува, тебе? Во последно време некако нема многу позитивни вести. Нема. Во наше општество многу ретко. Тоа ми кажа дека дипломира. Да, он дипломираше. Да, супер. Да ти кажа дека дипломираш. Да, кога ми кажа го положи последниот испит за дипломскава, ја знаев дека ќе биде. That my mom recovered from a serious illness. Здравието на мајка ми. Радосна вест. Дека ме потпише екипата што ја сакам. Дечки, здраво! Денеска ќе зборуваме за политика. Знам дека не го очекувате тоа од мене, ама малку на поинаков начин, академски, со професорот Ненад Марковиќ. А кога сме кај добар звук... Ајде да одиме полека. Професоре Ненад, што го врти светот? Јас сакам да верувам дека љубов тама веројатно е нешто повеќе од тоа, емоција е посложено. Во секој случај го врти емоцијата. Омилена политичка теорија? Класичен либерализам. Добро. Која политичка теорија најдобро ја објаснува Македонија? Циклично авторитарно општество. Тоа не е баш теорија, повеќе е концепт, ама тоа најдобро го објаснува. Фер. Адам Смит или Карл Маркс, ама го предпоставувам одговорот. Адам Смит сепак. Добро. И нешто лично, омилена квиз игра? Асоцијации.
Една од работите што ни се случува на интернет е погласниот победува. Таа порака која што најгласно, најсилно, најфраерски, најсмешно ќе се каже, таа е таа која што ќе стигне до најмногу луѓе. Но често се случува тоа да влече кон двете екстреми. Значи, да не се разбираме, туку да се надвикуваме во еве дискусија за политика или било што друго. Но во моментов двете најпопуларни теории се едната теорија која што е екстремно десничарска, која што пропагира дека, да кажеме, жената треба да е дома, да седи сама со децата, да не работи воопшто бидејќи има друга улога. Другата екстрема ни е она на и да речи редистрибуција, меѓутоа некогаш и екстремна на доходот. Зошто се случува ова и дали е добро, бидејќи обично кога населението се екстремизира, знае да дојде до конфликт. Прашувајќи, одговори едно прашање зошто јас немам социјални мрежи веќе. Задржав само LinkedIn. Да, немам социјални мрежи. Не било до мене. Не, немам социјални мрежи затоа што мислам дека од две причини не ги сакам дебатите на социјалните мрежи. Има едно правило кое вели дека после петиот статус, петиот одговор некој или четвртиот како беше некој ќе го спомене Хитлер. Обавезно некој ќе биде од страната на Хитлер. ќе му се стави таква ознака, таков добар маркер дечко дека беше, лошо се шишеше. Да, така некако. Така да воопшто немам никакво почитување за еден процес кој е многу далек од некаква зрела делиберација, кој има врска со два процеса. Првиот е процесот на чемпионинг. Ние сите сакаме да бидеме шампиони на одредено мислење, затоа што тоа ни носи внимание, затоа што тоа ни носи популарност. И тоа е еден чист егоизам, преточено лајкови, преточено супер коментари, браво, екстраси, ово на 5 минути слава. Вториот процес е што луѓето стануваат затворени во своите екокомори, стануваат прилично радикални и доаѓаат исклучиво по валидација на социјалните мрежи. Ако ти се сложуваш со мене, кој дошол да размени мислење? Никој. Да. Никој не оди со таа мотивација. Секој оди со мотивација да се потврдам себе си и она што јас го мислам со сите стереотипи кои може тука да ги има. И мене ми се случувало тоа. И сватив дека земај данок на менталното здравје многу. И мислам дека тоа јас во еден момент сватив дека апсолутно нигде не ме води. Го реотворив на Фејсбукот едно време, требаше да објавувам во договор со некој мој пријател или некоја содржина, конкретно јас водев кратко време еден подкаст, па сакав да го објавувам на социјални мрежи, сватив дека тоа само во поголеми проблемите бутка и на крај решив дека е најдобро да ако сакаш да задржиш здравата делиберација со некаква дистанца во која ти сепак си во асиметрична позиција, ако ти не сакаш никого да навредуваш и да учествуваш во таков тип на размена на аргументи, ти губиш. Ти не си популарен, ти си некаков бета учесник на социјалните мрежи, нема потреба такво нешто. Едноставно тргни се на страна и остави ги луѓето да си го губат времето и понатака, мислам, на тој начин. Прво тоа кај нас некако се случува се повеќе и за се ни е крива политиката. Сите викаат, све се тоа криви политичарите, кај нас ништо не бива. Ама ние ги бираме. Па не само што ги бираме, секој седми македонец, сега имаше едно интересни ми беа наудите истражување, секој седми македонец е член на партија, не само што ги бираме, луѓето се дел од тие партии, од тие системи, значи што ги создаваат, ги вадат политичарите. И другиот момент што исто сакам да го искоментираме, многу голем процент од луѓето гласаат. Значи нас не интересира политика, ги гледаме кои се политичарите, учествуваме дел, нели, од луѓето учествуваат во партиите, зашто не ни тргнува да направиме подобри политики, ако веќе за се е крива политиката? Можам прво да го искоментирам односот кон политиката. Само сакам претходно да кажам дека забраната на хуморот е една од најопасните идеи кои може да ни паднат на памет. Исто се слагам. И навлага сериозно во слободата на говорот. Роан Аткинсон го има сумирано во една реченица, познатиот мистер Бин. Луѓето не смеат да бидат предмет на исмевање, но феномените мораат да останат отворени за дебата и за исмевање. Да. Било кој феномен. Не смеам да ја навредам Јована, меѓутоа, ако ти имаш некаква идеја или политичка идеологија или припаѓаш на некое движење, идејата за тие мора да биде отворена за исмевање и за хумор. Мораме тука малце да намалиме суетата во тој поглед и да не сваќаме све лично. Односно да биде тоа некоја онака пријателски, зависимо. Не треба да биде безчувствително. Од друга страна, јас не можам слободно интелектуално да разговарам ако можеби некој не се најде навреден од моите зборови. Ризикот на тоа е да бидеш, нели, понекогаш и луѓето да ги навредиш, можеби не сакајки. Да. Ама тоа е дел од тоа да се биде возрасен. Левицата оди предалеку со теоријата дека се е до чувствата и дека твоите чувства се светиња. Не се.
Моите чувства биле повредени многу пати и некогаш биле повредени за добро. Ме терало да размислам за некои мои постапки затоа што често сум грешил. А начинот на кој сум размислил се тоа што некој родител, другар, девојка, партнер, жена те повредиле со коментар, ама те натерале да размислуваш. Сите истражувања покажуваат еден феномен кој е многу интересен кај нас. Ние сме општество кое е тотално свесно колку политиката длабоко пенетрира у секојдневието, дека отприлика све зависи од политика. Истовремено имаме еден зид кон оно што е политичко делување, покажуваме одредена доза дури на одвратност кон тоа, имаме еден негативен, одиозен став со индигнација од фрламе. Нели леле политика, политичари, тоа е гадно, истовремено сме соучесници у системот кој таа политика го креира. Мислам дека оваа дебата за прв пат можеби во, ајде да речеме, делумно правилна перспектива се отвори по дискотеката Пулс. Да. Да сите индивидуално измериме колку сме биле соучесници во целата работа. И мислам дека за прв пат луѓето го свртија прстот кон себе и рекаа, чекај, која моја постапка придонела да јас изградам еден систем во кој на крај изгореа 60 и кусур луѓе ни кривени должни, кои дошле да се забавуваат една вечер. Сите ни имаме деца, не можам да замислам нешто полошо да ти се случи од тоа да го пуштиш детето и детето да не ти се врати. Не постои, апсолутно. Мислам, во моментов вака целиот се стегам, не можам да го замислам тоа какво чувство е. Најголемиот страф на секој родител. Најголемиот страф на секој родител. Нема поголем страф од тоа. И во таа смисла, за прв пат можеби го вперивме прстот во политиката, да, го вперивме прстот и во политичарите кои се сега на власт, и оние кои биле претходно, и сите кои придонеле кон ова да се случи, без било кого да иземаме од одговорност, меѓутоа за прв пат се поведе дебата дали треба да го впериме в прстот кон себе тај клиентелистички модел на функционирање кој партиите го наметна овие 30 години, можеби да еволуира. И ја не сум оптимиста, веднаш ќе ти кажам. Мислам дека таа социјална инерција на функционирање вака како што функционираме ќе трае уште долго. И ако не знам, опамети Палеар во 90-тите падот, 2 авиона ни падна, ако не опамети, не знам, модуларната болница, потонувањето на бродот Илинден, сите оние јавни катастрофи, модуларната болница па постоја беше и Кочани се случи. Ако не опамети состојбата на инфраструктурата, ако не опамети тоа што сме предпоследни во медиумска писменост во Европа, така што по PISA тестовите сме најслаби во Европа, страшно. Тогаш ја не гледам што ќе не опамети. Ајде, еден позитивен пример на македонски политичар. Од странство лесно сите наоѓаме, затоа што не им ги знаеме толку ниманите. Не сме живееле во таа држава. И некако, ако е добра државата, си замислуваме дека тој политичарот што ја води е добар, а некогаш може би тој е во ред. Ама системот е многу добро поставен. Има држави кај што не си оди целото министерство заедно со министерот и така треба да биде и функционира без разлика кој ќе дојде на чело да го води. Кој кај нас би бил, не мора да се барем 2-3, нека се од различни политички. Ќе наведам и повеќе, да. Ќе наведам од сите политички партии за да нема никој да не се осети навреден. Никој да не се наљути, да, апсолутно. Мислам дека треба да почнеме од почетокот. Од осамосталувањето на државата, мислам дека некои од нашите асови ги заборавивме. А ако седите со овие луѓе и ги слушате нивните приказни, ќе сватите дека Македонија не почнала баш по лесен пат. И дека одвојувањето од Југословенската федерација не било воопшто ниту мирољубиво, ниту во добра волја. Така да јас не можам да не го ценам Глигоров како политичар. По мене и подзаборавен неправедно, кој одигра голема улога во тој период, за оној кој ги знае фактите, оној кој знае како се случувале работите, кои дури ги заложили своите животи, беше, тоест се уште е, и се надевам уште долго ќе биде со нас и професорот Трајан Гоцевски, првиот министер за одбрана. А инаку, ако треба да земам некој кој пример за делиберативна дисциплина, добро формулирање аргументи, исклучително јасно изразување, дури кога тотално не се согласуваш со него и кој секогаш го сакам за соговорник, посебно кога не се согласуваме, Илија Димовски. Илија Димовски од ВМРО ДПМН ми е супер соговорник, скоро никогаш не се согласуваме за работите, меѓутоа има делиберативна дисциплина, нешто што на луѓето во јавната сфера им недостасува. Никогаш не е афективен, секогаш јасно формулира аргументи, јасно знаеш што ти кажува, имаш право да не се сложиш, знае да биде и малициозен, но во онаа мера во која тоа е симпатично. Така да, него ќе го пофалам за делиберативна дисциплина. Во однос на тоа кој делиберативна дисциплина значи јавна дебата, и дисциплина на јавна дебата. Еден од најхаризматичните луѓе кои јас сум ги запознал во политиката и многу ми се допаднал е малци од другите етнички заедници, да пофалиме некого да не биде дека се задржавме само на нашиот етнички корпус.
исклучително паметен, харизматичен човек кој мислам дека имаше можеби повеќе капацитет, ете можеби условите не дозволија политички да се реализира повеќе, беше господинот Имер Салмани. Бевме соговорници во една дебата скоро и со него и со Илија Димовски. Исклучително задоволство ми беше кога слушнав кои ќе бидат гости. Политичар кој најмногу успел и кој најдалеку успел на меѓународна сцена или достигнал одредени висини е Радмила Шекеринска, се разбира, да бидете заменик генерален секретар на НАТО е прилично голема и висока функција. Ние можеме да ја сакаме и да не ја сакаме, можете да велите дека е елитист, можете да велите дека е ваква или онаква, меѓутоа исклучително успешна, евидентно и успеа да се реализира и надворот на рамките на македонската политика. Какви беа Иванов и Пендаровски во однос на соработниците? Предпоставам за одредени прашања се консултирале. Многу различни по својот политички сензибилитет се разбира. Она што им е заедничко е што јас секогаш сакам да соработувам со луѓе кои имаат интегритет и кои веруваат во она што го говорат и веруваат во она што го работат, независно дали тоа некому му се допаѓа или не, со обзир дека двајцата се обраќаат на комплетно различни делови на општеството. Мене ми е непроценливо искуство што сум соработувал со двајцата. Иванов ми беше предметен професор на факултет, имавме прилика да станувам и професорот Шкарич. Она што може да се учи е и она што јас лично се гордам што ниту за едниот ниту за другиот имало било каква афера. Сериозна. Јас не сакам да се дружам со луѓе на кои потоа им излегуваат некакви афери за корупција, афери за непотизам и така натаму. Не верувам дека и за едниот и за другиот ќе најдете некаква афера од тој тип. Имале интегритет и верувале во оно што го работеле. Дали вие верувате? Е друго прашање. Се разбира дека не може да постои човек со кој 100% ќе се согласите за работите. Така? Да. Меѓутоа затоа што вие сте на страната на оно што се нарекува апрентис, вие учите. Еден мој добар професор, еден мој добар сега веќе зрел професор би рекол, кој беше и во политика па се повлече, не учеше дека каков си дома, таков ќе бидеш и во јавната сфера. И веројатно ако истото важи онака како што си се однесувал како млад, така веројатно ќе се однесуваш после на позиција. Ако од млад си се научил да се снаоѓаш, а кај нас тоа е секогаш еквивалент со тоа да кршиш закони и да кршиш правила, најчесто. Тогаш тоа ќе го правиш само на поголемо ниво кој ти дадат поголема одговорност. А константниот brain drain, осиромашувањето на државата со интелектуален капацитет, со луѓе со интегритет и така натаму не ни помага во тоа да изнајдеме систем во кој ќе поставиш доволно квалитетен човечки материјал кој ова нема да го прави, особено што тој човечки материјал е воден од една социјална инерција која не може да ја запре никако. Кога работев в комуникација, беа поканати на една дебата министри за финанси да дискутираат за тоа зошто едно од главните прашања беше зошто младите се иселиле, па имаше прилог анализа и така натаму. Во ниеден прилог немаше млад човек да каже. Значи немаше едноставно, мислам дека проблемите на младите луѓе кои што на крај решија да се спакуваат и да си одат, тие најдобро ги знаат. Ние правевме анкета во Пелагонија, мислевме луѓето ќе речат дека си одат заради пари, они викаат не си одиме заради пари, си одиме затоа што не може само кафана да имам како опција за забава, не може да немам спорт. Значи гледаат како се живее. Приоритизираат сосема други теми кои не беа типични за нас. Апсолутно за мене. Да, нашата генерација беше обседната со екзистенцијални теми. Да преживееш, ние ги поминавме тешките 90-ти години кои се своевидна траума. И да не се лажеме кога ќе ми каже некој порано беше подобро, не бе луѓе, не беше подобро. Да. Тоа ти си бил помлад. Си изгледал поубаво, си бил поатрактивен, ти стоеле многу опции на располагање, си имал богат социјален живот, ама не било поарно. Престани да ги романтизираш својата младост затоа што тебе ти било поубаво. А зошто младите луѓе се понесрекни? А младите луѓе се понесрекни заради тоа што мислам дека осознаваат многу повеќе од нас и веројатно не може тоа убаво да употребаме слободен израз да го сварат, да го меинстримираат во својата глава, правилно да го распоредат. Мислам дека се изложени на премногу влијанија кои се премногу хетерогени, премногу интензивни, а истовремено начинот на кој функционираат социјалните мрежи многу им го скрати критичката оштрица им ја крати, ги прави ни пасивни реципиенти на вести и содржини и му невозможува да размислуваат за истите, туку само абсорбираат. Ние во академијата често се смееме, има толкав притисок да пишуваме и да издаваме, на паблишер периш, што никој веќе не чита. Сите ние пишуваме. А кој ќе чита ако сите ние пишуваме? Мора некој да чита.
Лоби групите постојат. Јас не сум сигурна во реката на Адам Смит, затоа што таа скоро никаде не постои. Дали се добра работа лоби групите или лоша работа? Затоа што кај нас лобисти многу е страшно и лошо, ако одите, не знам, во Америка или во Европа, ќе ви речат, па тоа е супер, тоа значи дека оние кои што најдобро се борат за своите интереси ќе можат да стигнат до ја мислам дека ние на одредени работи. Мислам дека потсвесно мешаме две различни категории. Мешаме лобирање и криминал или корупција. Тоа да, тоа е факт. Тоа не е истата работа. Не. Кај нас е тоа сведено, како што покажа многу примери неодамнешни, е сведено на еден тист феномен. Кај нас лобирањето се подразбира како корумпирање на одредена група политичари и врзување на нивниот економски интерес со сопствениот за одредени лукративни цели. Не, тоа не е лобирање, тоа е корупција. Тоа е корупција. Тоа е класична корупција и тоа е кривично дело. Така да, не мислам дека лобирањето како феномен ние доволно го познаваме, затоа што не е во традицијата на македонското општество. Ја колку што знам, ние донесовме закон за лобирање и некаде прочитав дека се регистрирал еден лобист, формален, кој поднел, нели, кај што треба документи кои што сакал да се... Се друго е чиста корупција и она што е многу битна тема во политичката наука, која бев дел од еден проект, се нарекува информалите, неформални врски, неформални аранжмани. Кога формалните не функционираат, кога државата не ти функционира, кога официјалните канали на средување работи или на поставување на работите на своето место не функционираат, луѓето бараат алтернатива. Особено ако немаат доверба во системот. Со бомбонjera и 100 грама кафе ќе завршиш многу поише работа него со административна пријава и поштанска марка. Интересно ми е дека политиката е крива за се и сакам да прашам дали ако навистина политиката е крива за се или е навлезена во сите пори, ќе не биде ли како систем и како општество? Кратко на ова само за не мислам дека е крај. бинарно. Прашањето е колку ќе не биде. Прашањето е на мерка. А не на тоа дали ќе не биде. Значи барем малку ќе не биде. Ја не сум апокалиптичар по убедување, не сум од оние драматични ликови кои викаат готово Македонија ќе ја снема утре, ако ова или ова не го направиме. Меѓутоа факт е дека многу бавно си го подобруваме квалитетот на животот во оваа држава и 30 години, за овие 30-35 години можевме да постигнеме многу повеќе. Ако треба да го формулирам во една реченица, ќе не биде, ама само во онаа мерка во која ќе вложиме да не биде ништо повеќе од тоа. Како и за се друго. Фала многу и баш ми беше драго што си направивме муабет за политика. Ти благодарам за поканата и уште останувам на првичната изјава дека сепак љубовта го движи светот. Супер. Здраво, дечки. Здраво, добро ја најдовме. Која музика го врти твојот свет? Мојот свет, нашиот свет, као списанието наш свет. Мислам дека не го врти музиката која што ни прави да осетиме нешто, која што не знае да не заголицка, а тоа за Марко би значело нешто што е доволно гласно и јасно, и ударно, и гладно, и жедно. А за Иван би значело нешто што е доволно комплексно и доволно нрди за да биде слушана. А за Андреј претпоставувам дека би значело се што ја би го напишал, така што отприлика е тоа. Ова е наш последен се. Ова е нешто повеќе. Ова е наш последен се. Колку не знаеш да сомнеш, толку си жив. Колку гласно што се смееш, душа архив.
плови на глава еден сон. На мојата, твојата, нашата свест и несвест. Каже збор ти како до имагинација твојот шарено лик свет. Топла јамболи, ладен март. Ќе го пропуштам зборот до твојата утеха. Разрешен пренос недостоен да се грижи за твојата слепа вистина. Најобјективен си субјективизам, ти си сечи сон, детски сон. Храбрите можат во длабоки води, во слободен пат. Некогаш верувано ангел во нашиот несвесен снег. Чувари пред порти на твојата слепа вистина. Воздух. Може? Да не гордости за сите твои вистини, шара набрани од небо паднати. О, кажи ми, кај да најдам поденот искрен збор. О, кажи ми, кај да најдам огенот одговор.
безгласна, безпомощна, по кози падали да сите твои, пели славом низ твоите посетви. Кажи ми, кај да најдам во денот искрен звор. Кажи ми, кај да најдам во генот одговор. Кажи ми, кај да најдам во денот искрен звор. Кажи ми, кај да најдам во генот одговор. Сите наши стравови без глас, како сон наранен сам, без страна. Сите наши стравови без глас, како што, како што, како што, како сон наранен сам, без страна. Фала ви на вас, фала ви на сите околу нас, фала ви на сите овие насмеани луѓе околу нас и убави луѓе. Фала до Ангел, фала до
што го врти светот. Фала што не го завртевте светот денес и тука и овде. Фала. Слушнавте што слушнавте. На Тилма се гледаме повторно во 17 часот и 15 минути следната недела. Не заборавајте да не заследите на Инстаграм и Фейсбук и да стиснете subscribe на YouTube. Таму може да најдете ексклузивни делови од разговорот, целосниот подкаст од она што го зборувавме денеска, а може да добиете и многу други информации кои што редовно ќе ги споделуваме со вас. Се надеваме дека продолжуваме да се вртиме. Се гледаме повторно.